Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме заедно со вас во истото време и денеска ќе ви направиме едно кулинарско шоу во кое што навистина ќе ви биде забавно. Најмногу на оние кои што се играорци, нека се подготват, ако имаат друштво можат и оро да си заводат. Ако не, сам со себе, нели, можеме, јас многу пати кога си слушам музика и знам и сама да си поиграм, ете, покрај масата. Да ги поздравиме нашите гледачи ширум светот и нашите гледачи кои не гледаат во нашата ни милна Македонија. Поздрав до сите вас и навистина многу ве сакам и пак ќе се заблагодарам за сета позитивна енергија која што ја испраќате од другата страна на екраните. Да ги поздравиме и нашите пријатели на оваа емисија, а тоа се пријателите од Пека Беско. Пека Беско познати по своите сувомеснати производи. Имаме дел од производите кои што ги имаме на нашата масичка, имаме убаво подготвен и ордевер, кој што нашата уредничка секојаш знае да не изненади со убави ордевери кои што тука се на нашата масичка. И се разбира за сите оние кои што сакаат да пазаруваат, а не одбрале кој вкус, еве да им го препорачаме Пека Беско како сувомеснати производи. А ние денеска ќе правиме нешто благо. Благо ќе правиме, благо ќе зборуваме и многу музика ќе слушаме. Знам дека ќе ви биде интересно, затоа што гостите кои што денеска ќе бидат заедно со мене овде во студиото се професионалци и се луѓе кои што токму вие, драги мои, си ги сакате, а се дел од нашиот народ. Јас морам од сестраце да си го поздравам мојот долгогодишен и драг пријател, кој што армониката му е некоја најголема љубов. Јас така велам, армоникашите прво хармониките ги сакаат, а потоа сопругите, почнувајќи си од мојот сопруг. Професор е, свири хармоника, познат по групата Академци, сега веќе со Јордан Митев, со сите познати пеачи ширум светот. Јас си го поканувам Саша Ливрински. Добре ми дојде, Саша. Многу ми е мило што еве и денеска ќе бидеме заедно и ќе направиме една убава емисија. Многу благодарам за поканата. Емисијата следам редовно кога можем, нормално. Не сум многу поготвењето, но сум појадењето. Појадењето, па некој треба и да вкусува, ама денеска малку ќе ме асистираш, како и минатиот пат. Заклучив дека не сум поготвењето, затоа што кога јас би готвел, мислам дека половина од храната бија ќе бегаат или ќе отфрлат? Не, јас ќе изедам. А самиот додека готвиш, добро, Саша. Повели од оваа страна, ќе ти дадам мала задача. Знам дека колегите те обожуваат, сите и на твоето работно место и музичарите, докажано веќе, но ти денеска не дојде сам, дојде со твој колега, кој што заедно со тебе ќе ни разубават оваа емисија. И знам дека ќе биде многу убава, така нели? Па тоа е едно момче, ако ми дозволи... Јас секако дозволувам ти да го представиш, да. Се вика Никола Николовски, тој е представник на еден нов бренд хармоники, кој што се вака го пробиваат пазарот на балканскиот пазар. Се викаат брендот се вика Фис Италија. Јас се купив мојата нова хармоника од него. И она што мене ме фасцинира кај него, а мислам дека и тој публиката ќе го прецени, едно од младите наши поколенија кој што знае да почитува. Знае да почитува и да свири. Како ни беше анегдотата? Драгче, да се подсетиме по нашиот драг Фис. Фис Италија. Фис Италија, така е. Ето да си го поздравиме и Фис. Ајде сега да го побараме Никола, да ни дојде и тој. Добре дојде. Како си ми, Никола? Добар ли си? Покрај добар професор, сигурно добро се чувствуваш. Убаво ми изгледаш, свежо. Сашека, младо. Саше рече дека ти многу убаво готвиш, но пред камери си имал трема. Малку трема да за следниот пат сега да се опуштам. Така. А јас што ти кажав? Никола учи, бидејќи солено готвиш, сега ќе готвиме благо. Благо ќе правиме штрудла. Каков професор е, Саша? Убаво лесно. Јас ве следам кога свирите заедно и уживам дома да ве слушам и навистина праќам убави пораки за вас. Секако. Ни значат. Е така. Ќе правиме штрудла. Штрудла со јаболко, во која ќе додадеме мелени ореви, сецкани ореви, малку ванилин шекер,
гасуво грозје и ќе биде една вкусна штрудла која што јас ќе ја подготвам. Повели, тебе ќе ти дадам задача да ни изрендаш, да ни дорендаш едно јаболко. Тебе ќе ти дадам ноже за да ни сецкаш на крупното. На крупното, добро. Повели, навака да го повлечеме јаболкото. Јас се извинувам, колега, тука требаше да стои, а јас да се подготвам. Сецкај ги колку можеш вака. Ајде, ситно, крупно. Покрупни нека бидат, имаме мелени овде. Да се гледа дека маестрото ренда, така. И јас да се подготвам со мојата престилка, бидејќи јас ќе ја работам корите. Убаво е да се свири, но убаво е и да се готви и да се проба убаво сготвеното, така, нели? Да, јас готвењето го подразбирам како правење музички аранжман. Да, баш така. Затоа што треба многу состојки да ставиш внатре, а сите заедно да изгледаат компактно и убаво, нели, така? Да, изгледаат убаво, така. Ете сега да соберам. В принцип дома кога готвам и дегустирам, тука не знам дали Можеш, дозволено. Дозволено. Само мене не ми даде да дегустирам, пошто ќе нема да остане ништо. Нема да остане, како се кажува, дека ептен многу. Си ја подготвив косата, се подготвив себе, вие веќе работите и навистина е убаво. Се спрема нешто, се крчка нови ора, гледам тамо Еленино моме. Елено моме. Тоа е на наша така, јас ќе веќе започнам. Наша соработка со Никола. Кажав дека јас мојата нова хармоника купив кај него. Така. И на негова иницијатива морам да признам, се собравме еден ден. Тој претпоставам ги сака моите ора. Па затоа и со тебе се разбира. Да. И решивме тоа Еленино моме да го снимиме вака во живо, бидејќи што викаат американците, филингот е подруг. Одлично. Па така и треба, некако си донесува, се си сака свое. Јас се надевам дека со моето искуство и мојата појава ќе придонесам за реклама на самата хармоника, но и за рекламата на вакви личности млади како него кои што заслужуваат и внимание. Ги додадов сите состојки во нашиот стаклен сад. Еве сега и шеќерот, може да го заменат кои се диеталци, кои не смеат да ја јадат бел шеќер, можат со кафеав шеќер или со мед, но еве ние сме навикнати со овој белиот шеќер, па затоа и ќе направам со белиот шеќер. И сакам да напоменам покрај неговиот одличен карактер, дека е одличен хармоникаш. Тоа многу ме радува. Јас кога ве слушам и свија, кај бе Саше баш Еленино оро, кога јас не го знам, само него да го играм, ама до крај слушам, најгласно што може. Добро, може би ќе спровоцираме да го научите. Да го научам. Сега како што су повредена во нозите, тешко за Еленино, ќе го учам после 5-6 години. На памет. На памет. После 5-6 години. Еве ми и тука. Леле, мајсторе, па браво. Ајде, да ми ги додадеш овде. Ставаме таму? Да. Ајде. Ете со твоите раце. Браво, асистенто. Супер. Затоа што после ќе ве повлечам да свирите, а јас тука да работам, да ги местам корите. Тоа ни е полесно. Нели? Да свириме, затоа што вашата задача е таа. Нема тука што. Ова ќе го повлечеме. Да. Повлечи го позади, да. Браво бе, Саше, како? Не знам крупно, ситно, ама еве ја изренда. Убаво. Добро, ќе биде. Ајде. Биде сигурно. Поблагичка ли да правиме? Поблагичка. Поблагичка. Нека биде целосно. Ќе ми помогнеш. Ете така, затоа се асистентите. Добро. Браво. Готово. И уште ова. И ќе те повлечеме и тебе. Добро, Саше, добро. Затоа што ќе треба и раците да си ги средиш заради армониката. Така. Ете така. Ајде. Повели. Јас, ова ти можеш да одиш да си ги средуваш. Бубе тука мене ќе ме лови како јас ќе си се мачам со корите, ама мене задоволство ми е, нели, да си готвам и да си муабетам, па и плюс да си слушам убава музика, за мене тоа е лек на душата. Така. Повели од бришачите. Да, благодарам. Ајде да си ги подготвиме корите. И да си работиме. Подготвив джезве за чај, ако се
чудите зашто ми е джезвето тука и нашите 3 чаши се за токму за ова. А јас од режијата ќе барам веднаш оро, затоа што убаво ќе ми оди и мене. Така. Јас мислам да те контролирам како ќе ги направиш. Па можеш со едното око да дзиркаш од ова страна, заедно двајцата, армониките на вас и почнуваме со убаво оро, за да ни биде весело и убаво. Ајде. Еве како си заиграв, уште малку си заиграв и јас, заедно со вас, да ни биде убаво.
Држете ги хармониките, затоа што јас имам уште една кора да си ја направам, па вие ќе си освирите. Која беше ова? Оро. Ова е Ленкинова. Ова е тоа што не го знам да го играм. Да, и оро кое што Ама тука тупкав. заедно со Никола Годровме да го постираме на Facebook. Добро, живо. одлично, навистина. Так. Еве, за второто оро ќе ја молиме режијата погласно. Што Многу погласно? Затоа што да имаат контрола. Тивко им е, и тие што не слушаат дома да играат побрзо. Да. Ете така. Одиме и со второто оро, додека јас ја направам ете ова наше запечење. Потоа тие ќе ни свират. Пак. мајстори, ама не се поместувајте. Значи,
трето, второ, па четвртото ќе мора. Јас барам многу од вас. Така ли? Одиме сега на печење, бубе, види, исечена, поросена, направена. За да ми пече убаво шпоретот, бараме третото плебе коро кое што ќе ни оди, а потоа во живо нешто и некого сакаме да поздравиме. Ајде да ни кажеш, Саше, кого ќе поздравиме? Еден наш долгогодишен и заеднички пријател. Последното што ќе го цвириме во живо. Така. Сакам да го поздравиме мојот драг пријател, Така. професор доктор Јове Кекеновски. Да го поздравиме, еве бакнеш за Јове. За неодамна, значи за брзо време, пред недела дена мислам дека беше, во својата категорија по години освои во Франција светски првак по хармоника. По хармоника. Македонија има светски првак. Затоа јас кога го поканив да ни дојде гост, рече Драгче во гужви сум, едва ќе чекам да дојдам со многуте награди кои што во текот на оваа година ги доби, да се пофалиме овде. Еве, ние како негови колеги, еве први да го објавиме тоа во вашата. Многу ме радува.
кој ќе го води орото, ќе си седне на крајот и две ние вакви ќе испечеме штрудли. Дека го направи орото. Ете така, и јас бидејќи вашиот рецепт не можам да го научам, но ќе го барам мојот рецепт на денот. Ајде да го видиме рецептот на денот. Штрудла со јаболка. Едно пакување готови кори. 5 до 6 јаболки, 250 грама шекер, 150 грама ореви, 100 грама суво грозје, 100 грама шекер во прав, 1 прашок за пeciво, 1 ванилин шекер, 100 мл масло и 1 пакетче цимет. Ставивме внатре во јаболката цимет, сега ќе додадеме малку и прав шекер да ја поросиме. Никола, не те запрашав женет, не женет? Женет, да. Така, браво, да се здрави, живи, да ги поздравиме. Поздрав да сите до мојата сопруга Клаудија. Кија ми е поголемиот син. Клаудија научи Никола како се прави штрудла, да го бараш дома. Јас морам поради во интерес на времето да ги извадам штрудлата и бидејќи имаме поздрави, нели? Да си го поздравам синот Кијан, така. керкичката Дорис. Браво! И нормално сите гледачи што не гледаат. Сите, а ние кого ќе поздравиме, Саше, да го поздравиме мојот драг колега, твојот брат. Да го поздравиме брат ми Тони. Тони Ливрински, нашиот реализатор, и да му кажеме убаво Игор се грижи за емисијата. А значи бакнежи за Тони и неговото семејство. Еве ќе ја поросам јас за да не ве мачам, бидејќи вие ќе свирите уште едно оро. Бидејќи поздрав до моите двајца твоите, синови. да. И мојата Сакана Мими. Така пишуваш ти. Таа ми е инспирација, таа ми дава сила. Како? Така. Еве ние штрудлата, сакавме да ја сервираме и подготвена ни е нашата чинија за сервирање, но ова е многу топло, само што е извадено. И пред да јас ќе ви дадам подароци, потоа ќе ги задржам, бидејќи ќе имаме едно орово живо. Чајче ви направи од шумско овоше. Нашите ПКБ-ско пријатели. Благодариме многу. Ова е подарок за тебе. Можеш овде некаде, ете така. Благодарам. И за тебе, Никола, ПКБ-ско подарок, а потоа ќе пробаш и штрудла, се разбира, нели она убавата. Малку. Сакавме да сервираме, но немаме време, затоа ќе барам армониките на вас, да го завршиме како што започнавме, со оро и можеби ова ќе знам да го играм. Ајде, колегите се подготвени и јас уште малку во тука. чест на нашиот колега, Јовеќе Кемовски, едно негово оро. Едно негово оро, ајде, поздрав за Јове. Одлично, браво. Се обидував да пробам дали може да се извади, но се уште е многу топло. Ви благодарам за учеството во емисијата, бевте прекрасни асистенти и еве направивте убава забава и за мене и за гледачите на Канал 5 телевизија. Благодариме на поканата и се надеваме дека и некој нареден пат ќе бидеме гости, поготово кога Никола, ќе го бараме Никола. Затоа што тој е таен, одличен готвач.
Така кажа дека следниот пат тој ќе готви. Тука сме на самиот крај, драги мои пријатели, на ова наша емисија Гответе со Дракче. Се надевам дека ве развеселив, се играв и јас, додека колегите овде, моите драги гости, убаво си отсвироа оро, се обидов да играм малку така во место, но сигурно ве расположивме и развеселивме вас. Ве поздравувам, ве оставам во добро здравје и на крај како ве поздравувам, ве сакам.